Илија на нашето време е насловот за кој ова попладне ќе размислуваме. Инако зборот Илија значи Бог е Јахве. Пред повеќе од 2800 години делувал овој Божи пророк. Служил во едно многу деликатно, многу тешко време. Може да кажем дека пророк Илија делувал во најтемниот старозаветен Израел за време на царот Ахав и неговата сопруга Језавеле. Знаеме што тие правиле, знаеме какви биле по карактер и токму во едно такво сложено време делувал и живел овој Божи човек. Интересно, како Божја награда за Илија, која била? Што му возможил Бог на Илија? Жив да се каче горе. Да замине, да се преобрази и да замине горе на небото. Еве, да отвориме втора книга до Царевите, втората глава. Од 1 до 11 е запишен овој настан. Меѓутоа, ние ќе читаме само неколку стихови. Значи, втора книга до Царевите, втората глава. Еве што дава овде извештај, што ни се дава како извештај во стихот 11 и стихот 12. И додека така одеа и разговара, ете огнена кола и огнени коњи се јавија. Ги раздвоја двајцата и го однесоа. Интересно, со кого одел Илија? Со Елисеј. Ја не знам како било тоа чувство, Елисија и Илија оделе заедно, може би 20-30 сантима еден од друг. И одеднаш виор, вели, го грабнало нешто слично како Енох. Енох бил сам и вели го грабна Бог, односно замина на небото. Овде оделе двајцата, разговарале, тоа бил несекојдневен прекен на разговор. Вели, одеа и разговара, и ете огнена кола и огнени коњи се јавија, ги раздвоја двајцата и го однесоа. Илија во виор на небо. А Елисеј ја видел целата гледка. Целата слика била пратена од страна на Елисија. Гледаше и викаше: татко мој, татко мој. Израелева кола и неговите коњаници. И веќе не го виде. Ова реченица веќе не го виде ме подсетува на Дела 2 глава, односно 1 глава беше така, кога Исус заминуваше на небото. Таму околу 120 верници доше да го испратат на таа писта, да кажеме. Исус се вознал на небото, го зеле облаци и вели гледа и отеднаш исчезна. Како кога гледаме ние авион кога полетува, може би 5 минути го гледаме и потоа исчезнува горе во висините. Интересно какво чувство имал Елисија кога неговиот учител, неговиот најдобар пријател Илија отеднаш го нема. Но, ајде малце да одиме еден чекор понатаму, бидејќи ќе зборуваме за Илија на нашето време, Илија на 21 век. Одиме во Малахија 4 глава и да видиме што овде пророк Малахија ни навестува, ни кажува за кој Илија станува збор. Значи, во Малахија 4 глава, стихот е 5 и 6 вака вели: спомнете си за законот. Да, Малахија 4 глава 5 и 6. Спомнете си за законот на Мојсија, мојот слуга, кому му на Хорев му ги пропишав законите и уредбите на сиот Израел. И еве, јас ќе ви го испратам пророкот Илија, пред да дојде Господовиот ден голем и страшен. Користејќи се со ова пророштво, многу теолози меѓу еврејскиот народ, браќи и сестри, верувале дека наскоро лично ќе се појави Илија на оваа земја пред првото Христово доаѓање. Ќе го најави Исусовото раѓање. Тие мисли дека Илија буквално ќе се појави на оваа земја. Интересно, кога Исус бил горе на планината на преобразување, се покажале тројца луѓе, така? Односно, дошле Илија и Мојсеј, двајца, и од земјава, односно представници од учениците биле тројца, но горе бил и Бог. Значи, присутен на таа средба помеѓу небото, да кажеме, и земјата. Тука бил Илија и Мојсеј. Таа надприродна слава на Исусовото преобразување ги осведочила ученици дека Исус не е обичен човек. Таму вели во книгата Копнеш на вековите, Исус бил во природна големина.
Не знам колку метри бил Исус. Во природна големина го виделе Исуса на гората на преобразување. То би требало да биде сведоштво за тие тројца ученици, најблиските ученици на Исуса, тие да посведочат на своите колеги дека Исус е Бог, дека Исус е Месија, дека Исус, иако ќе умре, сепак писмото ќе се исполни. И затоа, овде, знаејќи го ова пророштво на Малахија, овие ученици прашале во една прилика, следново прашање му поставиле на Исуса, а ние го читаме во Матеј 17 глава, стихот е 12 и 13, кој вели: но ви велам дека Илија веќе дојде, а не го познаа, туку му направија како што сака. Така и Синот човечки ќе пострада од нив. Тогаш учениците разбра дека им зборуваше за Јован Крстител. Интересно, луѓето го гледале овој текст, го тумачиле дека ќе се појави буквално Илија нова земја. А Исус вели Илија веќе дошол. Илија дошол, но на жалост еврејските водачи не го приметили како Илија. Дали Илија се преобразил, браќи и сестри, во Јован Крстител, што мислите? Не. Јован си е посебна личност, Илија си е посебна личност. Ангелот Гавриел во една прилика кога стоел кај таткото на Јован, Захарија, изјавил дека Јован ќе дојде исполнет во каква сила? Во силата на пророк Илија, и дека тој ќе го преобрати, тој ќе го повика народот, тој ќе го приготви патот за доаѓањето на Исуса Христа. Тој ќе ги обрати срцата на родителите кон децата, а срцата на децата кон родителите. Еве го тој текст во Лука, да читаме 1 глава 17 стих. На жалост, евреите толку го знаеле писмото, но погрешно ги протумачиле најважните стихови во Светото писмо, кои се однесува токму за нив и за нивното разбирање за Исуса Христа и за Илија. 1 глава 17 стих го вели следново. 1:17. Тој ќе врви пред него во духот на Илија и силата негова, за да ги обрати срцата на татковците кон децата, а непокорните кон мудроста на праведниците, и да му приготви на Господа совршени луѓе. Кој бил тој кој го приготвил патот, браќи и сестри? Јован Крстител. Значи, Јован дошол во силата, во духот на Илија, но не како реинкарнација на Илија. Јован си е посебна личност, меѓутоа тој ќе има сличната сила, ќе биде, што се вели, без влакна на јазикот, директно ќе ја кажува вистината. И затоа ќе го чини што? Главата. Животот ќе му биде загрозен, бидејќи тој ја кажал вистината на оној човек кој грешил и ги кршил Божите заповеди. Значи, Илија на 21. век. Кој е денеска Илија на 21. век? Во колко денеска Бог го гледа новиот Илија? Тоа сме ние, јас и ти. Треба да одиме во духот на Илија, да го проповедаме Словото Господово. Ако Илија не се плашил да отиде кај Ахав, да отиде кај Језавеле, да ја каже вистината, дека причината за сушата во државата се тие што го кршеле Божиот закон, потоа Јован Крстител да му ја каже вистината на Ирод беше, така? Едноставно му кажува дека не си во право. Илија знаеме, односно знаеме дека Јован и завршил на еден зверски начин, го убиле. Ако е Бог денеска полн со љубов, браќи и сестри, и го приготвува овој свет за своето доаѓање, односно нас не повикува ние да отидеме и да придонесеме, да го приготвиме овој свет, да го приготвиме патот за второто Христово доаѓање. Најважен настан кој ќе следува во историјата на човештвото ќе биде токму доаѓањето, второто доаѓање на Исуса Христа. И затоа ќе се вратам повторно на Малахија 4:5 кој вели: еве ви го испраќам пророкот Илија, пред да дојде Господовиот ден, ден голем и страшен. Кога Христос се родил прв пат, не било тоа страшен ден, не било тоа страшно време. Да, била окупација на Палестина од страна на римјаните, меѓутоа не бил страшен во тој контекст како овде што го најавува пророкот, денот или времето пред доаѓањето на Исуса Христа по втор пат. Исус ќе дојде и ќе го прати новиот Илија, односно духот на Илија треба да биде во нас, да одиме и да бидеме навистина, да не се плашиме кога ќе го проповедаме Евангелието. Некои ќе завршите во затвор,
Се попладне читав она сведоштво за црквата, одбрана сведоштва. И пишува тамо дека во последно време што ќе се случи? При изливањето на седмото зло. Многумина вели ќе бидат прогонети, некои ќе бидат однесени во затвор. И таму се поставено прашање дали сме ние подготвени да бидеме и да отидеме во духот на Илија на 21. век. Во овој денеска поделен, вознемирен свет, потребна му е на таква силна вест, како што ја проповедал самиот Јован Крстител, како што проповедал и самиот Илија. Вест која на светот ќе му каже дека гревот го уништува животот, не само наш, туку и во природата, ќе го уништува и животот на оваа земја. И затоа се она што се случува ќе биде обвиткано во црно. Во црно ќе биде обвиткано овој свет, но ние сме должни да луѓето им го покажеме патот кој води кон Исуса Христа. Интересно, ова вест на Јован Крстител или во духот на Илија го повикува светот да се врати кај Бога. Еве што читаме во Матеја, 3 глава, 1 и 2 стих. Во тие дни дојде Јован Крстител и проповедаше во пустината јудејска, велејќи покајте се, зашто се приближи Царството Небесно. Како се приближило Царството Небесно кога Исус уште не е роден, Исус уште не е дојден ни по втор пат. Но Јован го приготвувал народот, патот за првото Христово доаѓање. Вели, покајте се, зашто се приближи Царството Небесно. Очигледно, ова карактеристика што Јован ја имал, била карактеристика и на Илија, браќи и сестри. Ова карактеристика треба да биде и наша во ова време пред второто Христово доаѓање. Овде понатаму читаме во следните стихови во 3 глава кај што вели зашто тој е оној за кого пророк Исаја рече: гласот на оној кој вика во пустината, пригответе го патот на Господа, направете ги прави неговите патики. Читаме до 6. А сам Јован имаше облека од камилски влакна и кожен појас околу слабините, и скакулците и дивиот мед му беа храна. Тогаш излегуваа кон него Ерусалим, цела Јудеја, гледате сега, Ерусалим, кој броел неколку стотици илјади во тоа време. Цела Јудеја и целата Јорданска околина. И тој ги крштаваше во реката Јордан, а тие ги исповедува своите греови. Според духот на пророштвото ќе дојде време кога и пред Христовото доаѓање стотици луѓе ќе ги наполнат црквите, ќе барат да сторат завет со Бога. Нешто слично што се случувало во времето на Јован. Замислете тука да стоат стотини луѓе и да чекаат во овој воден базен да бидат крстени. Какво ќе биде тоа чувство за нас? Ќе се случи тоа? Ќе се повтори сцената на Јован Крстител. Тој проповедал во духот на Илија. А луѓе доаѓале, барале да бидат крстени, да сторат завет со Господа. Инаку, името Јован значи Јахве е милостив, а рековме Илија значи Бог е Јахве. Очигледно, има сличности меѓу Илија и овој Јован. Каде живеел Илија? Каква била неговата храна? Со што се занимавал? Ајде малце само се подсетиме да се вратиме во првата книга до царевите и ќе читаме 17 глава. Еве што вели овде извештајот. Ќе видиме дека има сличности помеѓу овие двајца Божи соработници. 17:3 вели текстот: оди оттука и тргни кон исток и скри се при потокот Херит или Хорат, што е спроти Јордан. И сега гледате што пишува. Слушате, ќе пиеш од потокот, а на гавраните им заповедав да те хранаат таму. И тој отиде и направи според Божјата порака, односно според оно што Господ му го кажа. И може да читаме во 18, 19 и 20 следново. 18 глава, текстот вели 18. Илија одговори: јас не го упропастувам Израел, туку ти и твојот дом, зашто го оставивте Господа, а ти си следбеник на Ваал. Замислите на цар да му се каже така, од страна на Илија. Сега собери го сиот Израел пред мене на гората Кармел и 450 пророци кои јадат покрај трапезата на Језавеља. Интересно, Илија живеел во пустиња, односно одвоен од народот, а Јован каде живеел?
Па ја читавме пред малку. И тој живел во пустиња, бил надвор од таа цивилизација. Се хранел, вели овде, со скакулци. Не оние скакулци како животинки што се, него тоа се посебни, како да кажам, плодови, рогачи кои паѓаат од гранките и се отвараат, скокнуваат. Има и такви цвекиња. Кој ќе падне семето доле, се отвара и семето излегува. Значи, не јадел месо Јован Крстител. Се хранил, вели, со див мед и она што го наоѓал во природа. Тој таму се приготвувал сите Божи пророци. Ако го земете и Павле, ако го земете и Јован, ако го земете Исуса, пред да поминат ни својата Голгота, оделе малце надвор на подготовка. И за Павле пишува дека бил во пустиња едно време. Очигледно, знаеме дека Илија имал слабости. Јован имал слабости. Кога стигнала таа телеграма, подпишана од Ахав и од Језавеља, дека ќе го убијат Илија, само ако го најдат, тој се уплашил и отишол горе во планина, се сокрил под една смрека, под едно дрво. И Јован дали се уплашил кога бил во затвор? Се разочарал. Чекал. Делегации нема од учениците да го охрабрат. И тој пишува писмо. И што напишал? Дали е тој или некој друг да чекаме? И денеска, на жалост, некои наши христијани, браќа и сестри, се умараат и вели, има ли нешто тоа? Некој вели, тоа може би приказка, може би е замајување на луѓе, може би некоја теорија завера, може и некоја корис има некој. Знаете, луѓе се и се што се предпоставуваат. Меѓутоа, ако читаме таму каде беше во Прва Петрова, мисля, че не беше, дека Господ не доцни со своето доаѓање, туку нас трпи. Двајцата пророци за време на својата служба се откажале од уживање и раскош на овој свет и се до тоа го замениле со строга дисциплина на пустињата и со живот во природа. Значи, и двајцата биле школувани во природа. Таму биле школувани во природата, во кој Бог им бил учител и воспитувач. Двајцата живееле со скромно јадење, со скромно пиење, со скромно облекување. Со зборови на дело, двајцата покажале дека светот не ги привлекува. Двајцата покажале дека најубава квалификација на еден Божи весник е безусловна послушност кон Божјата наука. И двајцата се спротивставиле на човечките планови кои можеле да ги онеспособат за задачата која Бог им ја доверил за да извршат. И затоа тие се повлекле, зашто ако биле меѓу народот, сигурно би имале многу расправи, многу противници и нивната цел би била пореметена. Длабоко биле свесни за пораката што Бог им ја предал. Двајцата дали постигнале добри резултати? Секако дека постигнале. Исус ќе даде на изјава за Јован. Сеќавате каква изјава дава Исус? Дека не се родил поголем човек од Јована, која жена може да го роди. Исус го пофалува. Зошто Исус не дошол да го спаси, браќа и сестри, како што отишол Лазар да го воскресне? Иако и тука има замерки. Ние проучувавме пред некој петок зошто Исус не се појавил веднаш кога дошла телеграмата кај него. Туку се забавил 4 дена. Која била опасноста за Исуса? Да биде убиен. Сеќавате што кажавме? Исус бил на местото кај што Лазар живел не било далеко од Ерусалим. Меѓутоа Исус се забавил. Очигледно тој знаел дека има пречки на патот. На друга страна да се прослави името Господово. Исус не го избавил Јована, знаејќи дека тој ќе издржи. Како што за Јова зборуваме дека Бог дозволил на Јов да дојдат такви маки, знаејќи дека неговиот слуга ќе издржи. Но сепак овие двајца биле обични смртници и тие биле луѓе од крв и месо. И тие имале проблеми и тие паднале во својот живот, се разочарале, но сепак како што Мојсей направил грешка, но се покајал и Бог го прибрал горе, го воскреснал на небото. Значи, двајцата направиле грешка. Илија побегнал од смртната закана на царицата Језавеља. А Јован бил фрлен во темница. Во сомнеш го довел Христовото месијанство, браќа и сестри. Иако двајцата покажале, може да кажеме, слабости во својот карактер, како на човек, сепак благодарение на таа заедница што имале со Отецот.
и Светиот Дух, двајцата станале столбови на вистината и зазема централно место, тој во Стариот Завет за Илија, а Јован во Новиот Завет. Илија и Јован Крстител, браќи и сестри, работеле во време на општо неверство и отпад од Бога и Божиот закон. Ние денеска живееме во слично време. Иако се декларираат луѓето како христијани, религиозни, на жалост немаат појам. Тоа е само како една маска, како некој помодарство да луѓето одат во црква, да се прекрстат, но кога со нив контактираме, може на една рака да ги изброиме луѓето кои знаат нешто подлабоко за Бога. Тоа е само една слика, создават една привидна слика, но внатрешно тие се празни. Само од слава на слава, од Божик до Великден, или ако некој почине, да влезат во црква, да запалат свеќа и да си заминат. Луѓето се празни, како што живееле и работеле Јован Крстител и Илија во едно тешко време на општо неверство и отпад од Божиот закон, и денеска ова генерација е слична. Зато и двајцата го укорувале народот и укажувале на Божиот суд кој ќе дојде. Двајцата биле, може да кажеме, вестници, кои носеле вест на помирување помеѓу Бога и луѓето. Нивната задача била, или гесло, така вели Господ. И затоа Бог се послужил со овие двајца пророци да Божиот залутан народ да го врати. Интересно, тие делувале најпрво меѓу своите, меѓу Божиот народ. Тука делувале зашто и меѓу Божиот народ имало отпад, имало слабости, имало проблеми и големи греови. Тука Бог ги поставил да народот негов, да народот Божи го вратат повторно на вистинската патека. И затоа јас одлучив да прифатам и да објавам веста на Исуса Христа. Потикнат од овие двајца кои по цена на својот живот застанале напред, први тргнале во колоната. И денеска ве повикам вас, браќи и сестри, да бидеме и ние носители на тоа знаме на вистината, да зборуваме и да проповедаме Бог кој го создал небото и земјата, луѓето и целата вселена. Знаете, денеска постои една страна дека светот е создаден за 7000 години. На жалост, дури и католичката црква тоа го прифаќа веќе. Дека земјата не е тркалезна, туку е равна плоча. Такви верувања провијуваат и кај нас, и кај наши некои верници. Сваќајќи е таа теорија. Меѓутоа, тоа воопшто не е ни битно за наше спасение. Дали е тркалезна, дали е плоча и така натаму. Битно е кој ја создал таа земја, кој ја одржува, кој го зачнал животот, а тој е нашиот Спасител и Бог и Господ Исус Христос. Затоа денеска ве повикам сите вас, браќи и сестри, да бидеме ние носители на Божјата објава. Веста на Илија и на Јован Крстител била дека Бог не го променил вечниот закон, бидејќи тој не се менува. Бог е законодавец. Не може самата држава да го побие својот устав, својот закон. Бог е тој, Исус Христос го напишал законот на тие две камени плочи и тој е вечен. Зато ве повикам денеска да излеземе, да го проповедаме, како што вели апостол Јован во Откровение 14 глава, од 6 до 9, вечното Евангелие, да ги повикуваме луѓето на покаяние, да се вратат на старите патишта. Ајде да прочитаме во Откровение 14 глава оно што денес е актуелно, оно што треба да биде наше гесло и наше мото во нашиот христијански живот. Од 6 стих вели 14 глава Откровение: и видов друг ангел како лета посреде небото, имајќи вечно Евангелие, за да им го проповеда на жителите на земјата и на секоја народност, на секој племе, јазик и народ. Изборуваше со силен глас: бојте се од Бога и подајте му слава, зашто дојде часот на неговиот суд. И поклонете му се на оној кој го создал небото и земјата, морето и водните извори. И друг, втор ангел, дојде по него, велејќи: падна големиот Вавилон, кој ги напои сите народи со страсното вино на своето блудство. И 9 стих вели: и друг ангел дојде по него, велејќи со силен глас: ако некој му се поклони на зверот и на неговиот лик и прими ознака на своето чело и на својата рака, самиот ќе пие од виното на Божиот гнев. Ова е веста на Илија на 21 век. Дали сме ние подготвени, браќи и сестри, да излеземе и да ја проповедаме ова вест? Кога според нашите пророштва, односно според тумачењето на библиските пророштва,
започнал судот на небото. Ние знаеме, според она пророштво 2300 денови ноки, они пророчки Синџер, 1844 година, почнал судот на небото од првите покојни. И тој суд е во акција. Тој суд заседава постојано. Дали ние сме подготвени да им укажеме на луѓето денеска дека моето или твоето име може наскоро да помине низ тој суд? Дали сме подготвени да отидеме и да ги предупредиме луѓето дека денес ние живееме во времето на Божиот суд? На небото заседава денеска Божиот суд. Исус наскоро ќе дојде. Исус наскоро ќе ги облече тие царски алишта. Ќе ги соблече тие првосвештенички алишта. И тој наскоро ќе затвори таа судска канцеларија, би рекол. Ќе ги мобилизира ангелите и ќе рече тргнуваме. Да ја посетиме планетата Земја. Тамо да се вратам кај што сум бил пред 2000 години. Да отидеме и да ги собереме, да ги повикаме оние кои го дале својот живот за мене, кои постојано живееле според правилата кои биле воспоставени. Дали сме ние, браќи и сестри, подготвени да бидеме или на 21 век? Нека Господ навистина ни помогне, како што вели пророк Исаја. Еве при крајот да прочитаме уште текст од Исаја, 6 глава, стихот е 8. Еве го пророчкиот стих во Исаја, 6 глава, 8 стих. Исаја, како што реков, 6:8. Тогаш го чув Господовиот глас. Кого да испратам и кој ќе ја однесе нашата порака? А што вели пророк Исаја? Еве ме, испратиме мене. Нека Господ не благослови, нека ни помогне да бидеме ние, јас и ти, или на 21 век, носители на Божјата вистина, дека светот нас ќе дојде при својот крај. Дека наскоро Исус ќе дојде по своите и ќе ги земе горе да бидат со Него на небото. Нека и ние бидеме во таа група, или на 21 век, но да бидеме во групата на спасените. Амин.